Лидерот на политичката партија ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски, а воедно и актуелен пратеник, ги има поднесено измените за Законот за организација на работата на органите на државната управа, за да се изгласа новата реорганизирана влада и да се избират низините членови. Најавено е да се формираат нови министерства и дека некои од нив ќе се прошируваат. Анкетираните Штипјани, Земне телевизија, едногласно кажа дека промените се нужни и време е да се направат. Ја мислам дека посвесно и поработливо ќе биде него ли што беа вие апашите, крадците, лопови. Тоа е, што да ти кажам ово. Јас сум угодени човек, не сакам никој. И од тие сум погоден, и од тие остана со 3000 динара, 43 години, нека има спорт. Ја беше по борење, тоа да е малку и убаво. Промени на подобро. Промени на подобро очекувам, нормално. Ќе се залагат за народот, ќе мислат за народот, како живее, што живее. Како живее. Да се подобрат ситуацијата на обичниот човек, да има повеќе поголеми пензии, поголеми платички, да може народот слободно да се осеќа. Нормално да се осеќа, да се купува лепше, посебно за спортот, за културата, така сите работи да се терат. Сите се надеваат на подобро, бидејќи тоа е последната надеж за работите да тргнат на подобро во државата. Сметаат дека со формирањето на министерствата ќе придонесат за подобар живот за сите, како и тоа министерите да работат транспарентно и во полза на граѓаните. Нормално, сите треба да се надаме на подобро. А колку ќе биде подобро, што ќе биде добро, не знам. Па да, добро, да се нешто реорганизира, да се поправи, за младите, за вас, да има нешто перспектива, да не ни бегате. Многу очекуваме да биде подобро, нели? За сите. За вас младите поготово. Мицкоски посочи дека законот ќе се носи по скратена постапка и се очекува да биде изгласан во понеделник или вторник. За законот да стапи во сила потребно е двотретинско мнозинство. Седницата за измените на законот е планирана да се одржи во петок на 7 јуни.